Сега малку ќе понесеме во нашата вистинска оаза на мирот. Со Цеце често пати сме говореле за хотелот Мак Петрол дека нуди вистина уживање, природа. Голем поздрав до некој до Сонјада и вистина многу ни е драго што можеме овој пат вака линковски да се поврзаме секој пат. Велиме ако не можеме ние некој пат да ги имаме во студио, ние преку Телма телевизија, нашиот национален медиум, ќе ве понесеме конкретно повторно во оваа наша приказна на Елен Камен во Струга. Па така што чинам дека веќе го имаме на линија, така да. Ќе упатиме едно убаво добро утро до господинот Тоше Силјановски, кој што е раководител на хотелот Мак Петрол во Струга. Добро утро од Скопје. Тоше, како е утринава во Струга? Каква е температурата таму? Добро утро од преубавата Струга. Поздрав и до сите гледачи на телевизија Телма. Како е Тоше утринава во Струга, да? Утринава во Струга, како и како што доликува за летната сезона, стончево, топло, раздвижено со гости, туристи и така. Да, веќе полека можеме да кажеме Тоше дека го достигнува можеби тој убав зенит новата туристичка календарска сезона и година. Па, видите, новата туристичка сезона, како и секоја година, пикот е, нели, како што знаеме, месецот јули, август и дел од септември, кога почнуваат, нели, кај нас во државата годишните одмори, така да во моментов веќе сме влезени во таа сезона. Некој пат со Цеце се прашуваме, бидејќи денеска толку се говори за туризмот, препоставам дека сите некако имаме и бараме веројатно се повеќе да речеме места, дестинации, меѓутоа има лојални луѓе кои што секој пат се враќаат да го посетат хотел Мак Петрол. На што се должи оваа лојалност и дисциплина која ја имате редовно со голем дел од туристите и оние кои што првпат доаѓаат кај вас веднаш го доживуваат тој вистински храм на оаза на мирот, како што ние така го споминавме денес, како тема на разговор? Так. Видите вака, значи нашите најголеми предности, нашата најголема предност пред се локацијата на хотелот, која е сместена помеѓу планина и Охридското езеро, во една мирна зелена околина. Дополнително како предности би ги навел хотелските соби кои сите со поглед према езерото и гостите можат да уживаат, нели, во отворениот базен, детскиот базен, спортските терени, богатата гастрономска понуда. Дополнително би спомнал хотелот да располага, нели, со бесплатен сопствен паркинг и тука би го навел и има собствен полнар за електрични возила. Така да близината, нели, на Охрид, на Струга си го прави своето и гостопримството на целиот тим на хотелот Мак Петрол во Струга. Така е. Тоше, во поглед на туристите, бидејќи веќе споменавме дека туристичката или летната сезона е започната, особените во тој дел од Македонија, Охрид и Струга како едни главни атракции, да речам, кои што ги нудиме од Македонија. Какви туристи досега ве посетија и какви туристи или од кои држави очекувате наредниот период? Какви туристи? Значи, туристи има пред јас би ги спомнал тука. Од каде доаѓаат најчесто, да? Би ги спомнал, нели, радува податокот во последниве 2 години што зголемен е бројот на домашните туристи. Покрај домашните туристи ги имаме, нели, од околните места, да речем Албанија, Косово, Србија, Полска и нормално Турција, турските туристи кои се во моментов во последно време најзастапени како гости. Да, како Мак Петрол Струга одговара на овие, да речеме сега, современи барања и очекувања на туристите, како што кажавме, секој од нас бара нешто автентично во овој свет на масовниот туризам? Вие споминате некои бенефити, како што се, да речеме, полнење на електрични возила, самото, да речеме, локација и културно наследство, што самата географија ја носи сама по себе во Елен Камен. Апсолутно. Денешните гости сакаат повеќе од само сместување.
Значи, тие се интересираат, односно сакаат да ја почувствуваат локалната култура, гастрономијата, природата, и затоа како што спомнав, се трудиме да понудиме нешто автентично искуство, од традиционални специјалитети до препораки за локални атракции, прошетки и активности и така натаму. Така е, точно. Кујната е исто така, или гастрономијата е една гранка која што во туризмот, која што привлекува многу туристи. Колку овие странски туристи кои што ги напоменавте вистински уживаат во домашната кујна, која што нели е дел всушност од гастрономската понуда на хотел Мак Петрол? Така е. Гастрономијата е многу важен дел од туристичкото искуство. Кај нас гостите можат да уживаат во богатата шведска маса, нормално тие што се пансионски гости, во традиционалните македонски специјалитети, специјалитети од риба, морски специјалитети, сите видови на пасти, нели, и тука би ги извел внимателно подготвените десерти, а посебен акцент би ставил на сите видови печења кои кај нас се приготвуваат во фурна на дрво. Кога говориме за предизвиците во туристичкиот сектор, кој би ги нотирале годинава, можеби за престојната сезона? Кој би ги нотирале? Знаете, како и целиот туристички сектор, нели, мислите како гости, кој би ги нотирале? Да. И воопшто, нели, самите предизвици што ја носи можеби оваа сезона? Како што спомнав, моје лично мислење, мене лично ме радува податокот што зголемен е интересот од нашите, пред се од домашните гости, кои знаат да препознаат што е добро и што е квалитет. Покрај нашите домашните гости би ги нотирал, како што спомнав, нели, турските туристи кои се најзастапени во последниве 2 години, гостите, нели, туристите од Полска, почнува, нели, појавува интереси од српските туристи, така да не би можел да изберам некој, пошто за нас се сите гости, нели, као гости, не би можел конкретно да издвојам некој, да не е. Така, да не се навреди никој. Важно е да има луѓе да доаѓаат со поголем број на странски туристи се со цел да ја погледнат и доживеат, се разбира, оваа убавина која што вие ја нудите. Иако многу често знаеме да кажеме во топлите летни денови сакаме да побегнеме некаде, особено некаде каде што може добро да се одмориме или наспиеме. Какви се ноќите во Струга, Тоше, овој период и генерално во текот на целото лето, со оглед на тоа што велиме дека секогаш е пожелно да имаме некое добро бегство во природа? Така е. Се спие ли убаво во Струга? Точно, да. Коментарите на гостите се, нели, тука се може да се наспие, нели, сите знаеме дека температурните разлики помеѓу Скопје и Струга и Охрид е прилично поготово за ноќните сати се посвежи ноќите се во Охрид, во Струга, така да температурите преку ден се идеални за летување, али ноќните сати, ноќните температури се идеални за Сосема за крај, Тоше, може само да споменеме со колкав капацитет во моментот располага хотелот Мак Петрол во Струга и еве нека биде уште една убава покана за следниот период, јули и август, зенитот на летото, да се помине во оваа оаза на мирот и тишината. Хотелот располага со 57 купни соби, од кои 46 соби се двокреветни, односно од тие двокреветни 10 се со помошен лежек, како трокреветни, нели? Имаме 8 студио соби и 3 делукс апартмани. Дестинација како Струга, значи, кој гостин бил во Мак Петрол, повторно се враќа, повторно јас тука би ги спомнал 3 клучни кои се клучни за враќање на туристите кои биле во Мак Петрол.
Тука пред себе би ставил посебен акцент на единствената локација помеѓу планината и езерото и покрај локацијата, нели, уреденоста на зеленилото околу хотелот. Собите како сите соби, нели, со поглед према езеро, како едини хотел можам да спомнам, и комплетната понуда на хотелот, базен, спорт, семејни содржини, конференциски туризам, спортски игралишта. Така е, спортски терени, нели, за одбојка на песок, игралиште на вештачка трева за мал фудбал, кошарка, ракомет, за припрема за спортски екипи и, нели, посветеноста на квалитетната услуга и гостопримството комплетно на целиот тим вработени во хотелот Мак Петрол во Струга. Така е, тоа што видите дека туристите ви се враќаат речиси секоја година е само показател за тоа дека сте на добар пат и дека тоа што низ години ве наназад го правите за промоција на македонскиот туризам е вистинското нешто. Ви посакуваме тоше успешна туристичка сезона, уште многу туристи и домашни и странски да дојдат и да уживаат буквално во се она што вие имавте можност да го наведете за овој хотел, а ние се разбира преку видеоматеријалите да го понудиме за нашите гледачи и се надеваме дека можеби наредниот период ќе ви дојдеме и ние на гости, па малку да поуживаме во овој прекрасен амбиент. Ви благодарам и вам и како сите што се добредојдени сте и вие секогаш. Благодариме, Мислам дека Тоша. бевме баш убав пример днеска како и илустрација да го донесеме покрај разговорот, дека разговаравме со нашиот Тоше Силјановски, раководител на хотел Мак Петрол во Струга.